Добар ден и од мене ова почетокот на магазинот за родителство, за практично родителство 0+ месеци на телевизија Делма, каде што денеска повторно ќе зборуваме за доењето, тема која што е можно интересна за сите идни мајки, односно за сите трудници и тазе мајки. Доењето е најприродна работа, но не секогаш оди така лесно. Во период кога има повторна афирмација на мајчиното млеко и покрај сите јасни препораки на најпознатите, најрелевантните светски здравствени педијатриски организации, статистиката е поразителна. Само 35% од бебињата во одреден период, најчесто многу краток, имале можност да се хранат само со мајчино млеко. Зошто е така? Тоа така. На оваа тема денеска зборуваме со примариус доктор Марина Поплазарова, специјалист по педијатрија од Ремедика. Добре ни дојдовте. Да, добро ве најдов. Благодарам на поканата. Секогаш имаме актуелна тема. Од проста причина што секогаш имаме нови мајки и имаме нови бебиња кои што бараат одредени конструктивни совети за да може да ги надминат проблемите кои што им се случуваат и да ги на некој начин разрешат дилемите кои што ги имаат во текот на воспоставување на доењето. Така, воспоставувањето на доењето е еден можен комплициран процес на самиот почеток. Така споменав природен процес, но не е баш така едноставно да се воспостави. Така е, воопшто не едноставно. На самиот почеток мајките најчесто немаат млеко. И сега доколку во првите 3 до 4 денови после породувањето не го става доволно често бебето на дојка, сметајќи дека немаат млеко и бебето за џабе само ќе влече од дојката, се случува еден проблем. Односно, дали тој е првиот чекор кон неуспех во доењето и премин на адаптирано млеко, колку е важно бебето многу често да биде поставувано на дојка. Значи, секогаш, Марија, кога говориме на мајките кои што се, да кажеме, соочуваат со тој проблем со своето прво новородено дете, кој зависи од нив, знаете, тоа е голема одговорност мајката да свати дека практично навистина храната и обстојувањето на бебето зависи од нив. Тоа треба на некој начин емотивно и психолошки да се изнесе на сопствен грб и не е тоа навистина така едноставно, поготоа што станува збор за процес во кој што адаптацијата трае неколку недели. Значи, таа е вештина нова и за мајките и за децата. Оно што говориме на мајките нови, кои што треба да го знаат и во оваа прилика треба да го потенцираме повторно, е дека постојат 3 елементи основни на кои што мајките треба да обрнат внимание кога почнуваат со доењето. Прво, за да ги стимулираат хормоните, оно што претходно беше споменато, да ги стимулираат хормоните на лактација, значи за надоаѓање на млечност, градите треба да добијат информацијата преку цицањето. На тој начин се вклучуваат сите оние нервно-хуморални, механизми каде што доаѓа до стимулација на двата основни хормона за лактација. Тоа е пролактин, кој што создава млеко во млечните железди, и втората работа тоа е окситоцин, кој што овозможува истиснување на тоа млеко во каналите, односно стигнување на врвот на брадавката од каде што детето треба да се послужи со тоа млеко. Така да, честото цицање всушност ги стимулира тие хормони. И затоа е многу важно да им објасниме на мајките. Да, на почетокот на доаѓањето на млеко трае, значи тоа се само неколку капки колострум и тоа е процес, меѓутоа уште нешто што би можела да кажам и што е вака во оваа прилика го донесов како еден, да кажам, ова е многу добар начин за илустрирање всушност колкава е желудничето на бебето и колкава количина на млеко му е потребно првиот ден. Бидејќи тука се тие паники кај мајката, немам доволно млеко, дали ќе му стигне? Така е. Значи оно што мајките мора да знаат, еве имаме тука еден волумен на желудник на детенце од 1 ден, новородено дете кое прима само 6 мл волумен. Така. Замислите дека мајчиното млеко практично за 2 часа го напушта желудникот. Што значи дека во 2 до 3 часа од прилика, говорам, нели? Биоритмски би требало детето да прима 6 мл мајчино млеко, односно колострум као за почеток. Значи, колострумот ни е многу важен, бидејќи колострумот носи во себе голема количина на антитела, имунолошки фактори заради заштита и пасивна имунизација на детето. Меѓутоа, говориме за оваа количина. Така, навистина мала. Навистина мала. Третиот ден детето има потреба од 25 мл да прима млеко на секој оброк. Погледнете за која количина говориме. Така. А седмиот ден 50 мл. Сепак говориме за некоја ваква големина на желудникот која треба да биде исполнета и пак ќе кажам, говориме за често и репетирано доење. Значи, не е тоа само еден оброк, него говориме почесто да се они на некој начин стимулираат и активираат бебињата за да цицаат. Хормонскиот механизам, реков, една како важните работи за стимулација на надоаѓање на млеко, со активирање на пролактинот и окситоцинот. И втората работа е мајките треба да примаат поголема количина на течности. Бидејќи 90% од млекото е внатре
вода, течност. Така. Значи мора да примаат поголема количина на течност и изборот го оставаме на нив. Постојат, мајките знаат, оние чаеви за доилки, нели? Значи тоа се одредени билки кои што малку успокојуваат, релаксираат, доведуваат до поголема стимулација на млеко и навистина помагаат. Значи и плацебо и вистински помагаат. Бидејќи мајката вика ќе се напијам чај и навистина ми е многу подобро, бидејќи ги релаксираат и на некој начин доведуваат до полесна стимулација на млеко. И третата работа која што би ја потенцирала, нели до оние три важни за да мајки има доволна количина млеко, тоа е одмор. Така. Значи постојано повторуваме дека уморна мајка не може да има доволна количина на млеко. Значи мајките мора да си ја негуваат млечноста. Мајките се тие кои што треба на некој начин да сите екстра ангажмани ги елиминираат, пошто техничка да си и најдат логистичка логистика, помош, така е, за помош. ќе се најде од семејството и треба семејството тука да помогне, а мајката да се посвети на процесот на доење. Бидејќи на почеток децата немаат многу кондиција за цицање, пазите и они прв пат почнуваат на овој начин да се хранат. Претходно како фетуси добиваат се преку постелката, значи они и дишат и се хранат преку постелката. Активниот начин на цицање, значи рефлексот за цицање и за голтање се развива некаде после 35-та гестацијска недела. Значи секое детенце кое што е родено со помала гестацијска возраст, кое што има одредена патологија, или е мало, да кажеме, за родилната тежина, значи поготово говориме за тие деца кои што се со тежина по 2500 грама, ќе има реален проблем во активното цицање. И токму заради тоа улогата на мајката е многу важна да го стимулира детето за да цица и на некој начин таа стимулација да доведе до чести подои и на некој начин да го тоа исто искомпензира. И сега на самиот почеток мајките се соочуваат со бројни проблеми. Така е. Еден од нив е болката во дојките, најчесто на површината на брадавките се јавуваат рагади. Тоа се пукнатини на нежната кожичка на брадавките. Каква улога има лошата техника на цицање во појавата на рагади, односно на ранички на дојките? Значи најглавна улога има. Бидејќи контактот меѓу вилицата на детето и меѓу дојката на мајката мора да биде таков, да биде атравматски за мајката, а од друга страна детето доволно ефикасно да цица. Бидејќи ако имате несоодветна положба, детето не е задоволно, цица долго и ги малтретира дојките на градата и градите на мајката многу подолго, од една страна, од друга страна доведува до џвакање на брадавката, значи несоодветен начин површно ја фаќа брадавката, не на соодветно место од каде што би требало да истекува млеко. Секогаш говориме позади брадавката, ареолата треба да биде во устата на детето да добие добар вакуум, за да може доволно да истица млеко. Значи на тој начин ќе добиете релативно задоволителни подои и за мајката и не треба да боли во текот на доењето. Значи мајките мора да знаат, ако детето е неправилно поставено или да кажеме почнува позиционирањето добро, меѓутоа во текот на подојот детето склизнува од градата. Мајката тоа треба да го почувствува. Значи на некој начин и мајката се учи што е тоа правилно поставено дете на града, а што е неправилно поставено. Кога детето е неправилно поставено или она што го велам се изместува на некој начин, она треба да го прекине доењето. Значи тоа е многу важно да не дозволи детето така позиционирано, несоодветно да цица. Точно така, бидејќи на тој начин прави траума на таа нежна кожа која што допрва се адаптира на тие нови услови. Значи мора нега, мора третман, мора добро контролирање на позицијата. Тука би напоменала дека породилиштата се навистина клучни, бидејќи започнувањето на доењето се случува во породилиштето. Првиот контакт меѓу мајката и детето е во породилиштето после раѓањето. И медицинскиот персонал е тој кој што треба соодветно да ги позиционира и да ја покаже на мајката нели како правилно да го позиционира детето за да правилно цица и подоите да бидат ефикасни, она што говориме. Доколку на дојката, односно на брадавката се појават рагади, постојат ли некои специјални креми за нега за да се подобри состојбата? И дали те му пречат на бебето кога треба да цица? Да, значи во основа она што може на некој начин да допринесе кожата на градата и на брадавката да добие подобра, да кажам, резистенција, бидејќи прилично се травматизираат дојките во текот на процесот на доење, тоа е уште во текот на бременоста мајката да користи омастувачи, што би рекле, нели, малку со кои што би се негувале, пред се тоа е на база на ланолин, за да може таа кожа да се подготви за новата функција што се вика доење. Тука во тој контекст
важно е позиционирањето правилно, значи превенцијата на настанување на рагади. Второ, ако се појават рагадите, рано да се воочи каде е проблемот. Значи, имаме ситуации каде што мајката има проблематични брадавки, па може би треба да се користат вештачки брадавки. Имаме прекрасни вештачки брадавки, кои што се од тенок силикон, кои што ја заменуваат природната брадавка и ја заштитуваат истовремено, а детето сепак прави добар вакуум и успева соодветно да се нацица. Значи, тие делуваат како заштитувачи на самата брадавка и травматизмот и болката кај мајката многу се намалуваат, што е многу важно. Бидејќи, морам да кажам, со болката на мајката се инхибираат хормоните за лактација. Така да тоа мора да се надмине на тој начин. А ако се појават, онда треба на тој начин да се третираат. Исто продолжуваме со овие масти, сушење на брадавките и коригирање на позицијата која всушност довела до која довела до проблемот. Доколку мајката има брадавка, која што е оштетена, на која што има рагада, и која што крвари, дали тоа му пречи на бебето додека цица? Бидејќи се случува, откако новороденчето ќе се нацица, по извесно време да блјуцне и млекото да има боја како чоколадно млеко. Од што хематинска содржина велиме ние, али тоа е практично. А доколку блјуца па непосредно после цицањето да има дури свежа крв. Свежа крв, така е. Му пречи ли тоа на бебето доколку значи, цица млеко не со му крв? пречи на бебето. Она што ние секогаш водиме сметка да видиме дали повратините маси на млеко и крв се навистина од рагадите или станува има причинско последична нели врска, мајката знае дека има рагади кои што крварат, бидејќи крвта нели може да биде и друг извор во така е, може да биде крварење од желудник и така натаму, зависи нели каква патологија може да има кај бебето. Меѓутоа тоа не му пречи на бебето, меѓутоа не е тоа пријатно нити за мајката, нити за бебето, реално. Значи во такви околности гледаме да таа града и дојка да ја малце одмориме, да заздравиме, да ја зацелиме. Мајката во тој период може да ја негува, како што рековме, да ја суши и да ја користи евентуално вештачка брадавка, да се види каде е проблемот зашто тоа се случило, нели зашто се појавиле тие рагади воопшто, а може да се измолзува, па тоа млеко да го дава на детето додека не се зацели, додека не заздрави. Има неколку варијанти кои се решенија на овој проблем. Апсолутно. Меѓутоа реално не е тоа да кажеме проблем некаква патологија за бебето. Бидејќи децата немаат критериуми, морам и тоа да ви кажам. Стално им велиме на мајките, знаете како, они имаат само рефлекс за цицање. Они точно не знаат каде се позиционирани. Најдоброто сетило што го имаат тоа е за мирис. Така да мајката ја намирисуваат и знаат дека тука е блиску ресторанот, нели, каде што треба да се послужат. Имаме малку време, но сепак им отстапиме простори на гледачите, доколку имаат некое прашање на телефонскиот број 3076 677 може да се јават и да се вклучат во програма. Денешна гостинка во студиото ни е примариус доктор Марина Попазарова, специјалист по педиатрија. Доколку мајката има постојана болка во дојката додека дој, дали може да се работи и за инфекција со Candida albicans? Оној проблем што се јавува кај новороденчето на јазичето, една бела наслага, па да се пренесе и на дојката на мајката. Да, може. Значи тоа е состојба каде што ние кога велиме и констатираме дека детето има габа и габична инфекција на јазикот и на устната шуплина и на лигавица, во такви околности знаеме дека тој контакт практично не е безазлен за мајката и за градата и затоа лекуваме паралелно. Значи даваме антимикотици како капки во облик на капки после подоите кај детето, некаде од 7 до 8 дена даваме. Истовремено со истите антимикотици мајката си ја премачкува и дојката, се со цел паралелно, нели, да се лекуваат, бидејќи тоа не прави болка кај мајката, како што рагадата прави болка, нели, меѓутоа прави дискомфорт, прави чешање, прави една нелагодност и така натаму. Пецкање константно. Пецкање, така. А дали е видлива има ли некаква видлива промена на брадавката? Дали таа мора да биде црвена или пак и не мора? Да. Сувост има на кожата и има црвенило. Имаме гледач на линија. Да, може. Денешната тема, како што веќе споменаве, е мощна, актуелна за сите тазе мајки. Добар ден, повелете, кој се јавува. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Благодарам. Сега сакав едно прашање да поставам, пошто веќе моето бебче е малце поголемо. Така. За некој ден ќе полни 3 месеци, сите тие проблеми со дењето ние ги надминавме. Одлично. Но би сакала да замолам доколку може да ми одговорите на следното прашање. И има проблем, значи, со искакување. Не може да кака, значи
3 дена, некогаш и по 4 дена не може да кака, го гледам дека се мачи, поцрвенува, се мачи, ама не може да изврши нужда. Сакав да прашам, а пошто е на ексклузивно доење, дали може децава со ексклузивно доење да имаат запек? И што да направам во врска со тоа за да му олеснам да може полесно да го изврши тој физиолошки процес? Одлично прашање, многу чест проблем токму нова возраст се јавува нередовни Така е. столици, дали новороденче кој што е на ексклузивно доење може да има запек? Да, може да има запек, меѓутоа она што ние као педиатри говориме, да не се грижат родителите ако детето е во добра кондиција и 5 дена не е премногу. Значи може да го чекаме и до 5-тиот ден да се испразни, тоа е многу важно. Втора работа, како прашање што можеме да прашаме мајката, дали има некој дома фамилиарно со помрзливи црева, и вообичаено одговорот е да. Значи, малку има тука и генетска компонента, која што прави ке дечињата да има една таква, да кажам, ситуација на помрзливи цреви и поретко празнење. Мајките на кој начин може да помогнат со внесување на соодветна количина на целулоза, значи диететски влакна кои што помагаат и кај нив, меѓутоа помагаат и кај децата за да се преку млекото. Така е, за да на некој начин се тоа стимулира. И реков до 5 дена, ако е детето во добра кондиција, навистина не треба посебно да се интервенира. Со давањето на дополнителна храна, значи почнуваме со овошје и така натаму, давајќи сливи, круши, нели кајси, праски. По почетокот на дохраната, така. На тој начин со давање на тие овошни кашички и овој тип на овошје се стимулира дигестијата и перисталтиката и вообичаено овие деца го решаваат проблемот кога тоа ќе се случи. Да, по внесот на дохраната. Така. Уште еден гледач на линија ќе биде вклучен во моментов. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, јас сум мајка на 5-годишно синче, кое што го доев 2 години. Браво. Да, сега сум веќе влезена во 9-ти, бремена сум со близначиња и прашањето ми е, значи, со првата бременост, веќе во 8-миот месец имав исцедок од градите, значи она жолта течност како колострум, колострум, точно. Сега еве веќе 9-ти месец сум влезена, па се плачам дали ќе имам млеко, дали тоа е некој предуслов за подоцнежна лактација или дека тоа нема врска. Нема директна врска, да. Да, тоа ми е прашањето. Да. Ви благодарам што се вклучивте во програма, пријатно. Значи истедокот е карактеристичен кај некои трудници, нели, во крајот на бременоста, бидејќи хормоните тогаш се стимулираат. Нели? Бременоста е оптоварена со хормони, вклучително и со овие хормони за лактација. Не значи дека таа мајка која што имала рано, да кажеме, колострум појава, дека ќе има повеќе понатаму млеко доволно. Значи, секој искуство е индивидуално. Може да се случи да близначињата бидат во добра кондиција, термински, што сите и посакуваме на мајката, бар 38 недела, со цел да имаат развиен рефлекс за цицање, мајка која што е искусна, веќе знае како да умее да ги намести за да бидат соодветно правилно позиционирани за да имаат успешно и ефикасно цицање. Се случува на почетокот, дури и со месеци мајката да му успева да ги дои двете деца. Тандем доење? Да, тандем доење, апсолутно, сосема во ред. Значи тоа е нешто што ние го практикуваме и со една убава логистичка помош може тоа навистина да функционира одлично. Така да мислам дека со една упорност, поготово мајка која што доела веќе 2 години, има искуство, може навистина со сама добра лактација да воспостави со оваа втора бременост каде што чека близначи. Бидејќи зборуваме за најчести проблеми при доењето, што е со оние жени кои што имаат вовлечени брадавици? Дали тие можат успешно, ефективно да го дојат своето бебе? Да, Марија, можат, меѓутоа состојбата мора да се рано детектира, затоа ние инсистираме како педиатри, неонатолози и гинеколозите да бидат вклучени во следењето на, да кажеме, во текот на бременоста, да ги воочат тие проблеми, да на некој начин и помогнат на мајките да се подготват и за таа функција. Значи, мора да се негуваат брадавките, мора да се најдат начини како да се на некој начин подготват брадавките, поготово тие вовлечени брадавки, има средства, има методи, има аксесуари кои што се користат, така да само треба да се заинтересираат, треба да ги користат, за да можат да направат, да кажеме, предуслови за успешно доење. И сосема на крај уште би го опфатиле силниот рефлекс на испуштање млеко од дојката на мајката, кој што понекогаш може да биде проблем и бебето да се тргне, да почне да плаче и да не сака да цица. Како се решава овој проблем и како мајката да препознае дека всушност бебето се тргва од дојката бидејќи е силен рефлексот. Значи некои мајки се навистина многу млечни, што би рекли, имаат многу голема количина на млеко и доаѓа наплив во голема количина кога детето ќе почне да влечи и онда детето не знае дали да диши, има проблем со дишењето. Пазите, тоа е сериозна координација. И се засркнува. Така е. Сериозна координација за бебето и сериозна вештина. Да цица, да голти, да диши истовремено.
Значи тоа е нешто што го учат бебињата, поготово во првите, да кажеме, 4 до 6 недели од животот. И тука мајките треба да бидат посебно внимателни, да ја растеретат градата, за да на некој начин, кога ќе почне дете да цица, не доаѓа толкава голема количина на млеко одеднаш. И втора работа, да не го чекаат детето да биде премногу нестрпливо за да се закачи на града за да почне да цица, бидејќи тогаш лакомо цица и на вистина голема количина му доаѓа млеко во устата, со што практично го компрометира процесот на дишење. И точно се загрцнува. Имаме уште многу што би зборувале на оваа тема, не го патиме маститисот, но се надевам дека повторно ќе бидете наша гостинка. Да, со задоволство. Па ета ќе застој на млеко во дојка, ќе биде нашата следна тема. Договорено. Ви благодарам, доктор Марина, што дојдовте денеска во 0N+, и што на гледачите им дадовте многу корисни совети и препораки поврзани со најчистите проблеми и предизвици со доењето на почетокот, веднаш по доаѓањето од родилиштето во домот. Така, благодарам и на вас за поканата. Почитувани, ова беше се за денеска. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.